Сите викаат издржи, а никој не кажува како. Добро вечер. Добро вечер. Драги гледачи, добро вечер. Денеска мои и ваши гости се Митре Митревски од ВМРО ДПМН и Киро Кировски од СДСМ. Добро вечер. Добро вечер. Ова ќе биде уникатен дуел, односно дуел на деценијата. Моите соговорници ќе можат да прават се што сакаат, да си упаѓаат узбор, да се вреѓаат, се што сакате со еден збор. Ве молам, повелете. Благодариме. Па вака. За 7 години владење на вашата партија државата ја претворивте во гробница. Тоа воопшто не е точно. Ние ја внесовме нашата држава во семејството на НАТО. Ама затоа идентитетот го продадовте. Тоа воопшто не е точно. Јас ви гарантирам една работа. Ако имавме можност да го продолжиме нашето владење, во рок од 7 години ќе ја внесевме нашата држава во Европската Унија. Ако продолжавте да владеете уште 7 години, Македонија немаше ни да постои. Господине Митре, рековте Македонија, сега странците ве гледаат. Извинете се, живи мајка, извинете се од едноставна причина што утре ќе ве тегнат за овце. Не може Македонија, Северна Македонија, Митре. Северна Македонија на мајка ти. Мајка ми не ја мешај во муавето, те молам. Не ја мешај мајка ми во муавето. Што да не ја мешам бе? Нема потреба. Па само мајка ти ја немаш запослена администрација, пошто жената у пензија е. Ма што зборуваш глупост тебе? Па мислиш дека не знам дека овие денови си го вработи 8-миот твој братучет во МЕПСО? Ајде бе, доста ти збориш за вработување. Абе, пола држава ни се исели во странство, бе, дури и син ти избега во Германија. А керка ти бе? Шо керка ми? Керка ти не се омажи во Белгија за црнец? Па не е црнец, него мулате. Ама мулатот поише личи на црнец отколку на белец. Ке се молам да му се извиниш на зетко. Ма ниту се извинувам, ниту го враќам збор. Полек. Види го. Добра бе, чекај. Бе, чекај бе. Шо Чекај бе. Шо чекај? Абе биди маш. Биди маш па да излеземе надвор и да се испотепаме. Ај биди маш. Абе, соросуиче едно сега. Што соросуиче? Глупост ќе те направам. Дојди ваму бе. Драги гледачи, како што можевте да видите, ова е крај на нашата дебата, а главна дилема беше дали зеткото е црнец или мулат. Едно е сигурно, дека снајката е омажена и ние и посакуваме среќен и долг брак. Со уште информации од овој уникатен настан ќе ви информираме во нашите следни информативни изданија. Пријатно! Значи, Митре, многу тешка рака имаш бе, брат. И ти ама си ме закачил, брат, по нос. Ајде, молим ти се. Абе, ви го искаше госот да те кажа, брат. Добар ден, повелете Митре. Ве гледав сега на телевизија, секоја чест скалпот му го извадивте на овој. Абе, не ја го равиме многу. Али, ај донеси, значи вака, 2 шопски и 2 бели раки. Чекајте моци, вие двајца на иста маса ќе се? Да, бе, на иста маса ќе седиме. И донеси 2 полнети пиперки со урда. Скарата, после ќе ти ја нарачам. Сериозно на иста маса ќе седите? Да, бе, сега не дебатирај сега тука со нас. Шоуто мора да продолжи, ај донеси што ти нарачам. Досаден поновен. Слушај, ми треба една услуга да ми учиниш. Кажи. Маркица бе, во општина Центар, не ми се чекај до година, таму е ваш градоначалник, па да ми учините, добивате стан и ти и градоначалник. Колкаво ќе ми да станче? 40 квадрати се. Супер, одлично. Сметај дека работата е завршена. Али мене ми треба една услуга од тебе. Нема проблем. Цела фамилија ја вработив, не остана само уште долдзата. Значи, треба падна во депресија. Она има завршено тоа непователка за ограденка. Помогни ми да ја бутнеме некаде, ќе ти бидам до гроба захвален. Може ли? Ма нема проблем, бебе, у Илинден ќе оставиме таму. Одговара. Супер. Слушај, ми треба уште една услуга. Што? Маркица у Струмица и таму е ваш градоначалник, сакам фотоволтаици да правам. Веќе му се јавам на Константин војводата, проблем ли е? Нема проблем. Ајде прво водичка, Таму. ракичка, Да се. вака. Една работа не ми е јасна сам. Шо сега? Абе, то пред малце ве гледав на телевизија, се карате таму, тука го куткате ко гулутки беше. Абе, слушај дечко. Едно е јавен настап, друго е дружба у кафана, сваќаш? Сваќам. И донеси ја салатата, не можам да пијам на голо, мајково стар. Ајде. Значи, глуп, народ силна држава. Немој да го вреѓаш народот, молим те. Да, управо си.
Се извини. Дете! Јагода, куде си бе, Јагода бе? Бе, на работу. Слушай, кидемо ли ми е после на кебапи да јадемо, а? Кедемо кебапи. Да! После куде мене дома ге. Докторе, добро вечер. Добро вечер. Може? Може да, ај ќе те побарам после, Јагода, ај. Ајде, ќе ти кажем една девојка да... Појде. Докторе, ми пукна капилар во десното око. Капилар? Чега да видам. Боли? Да, добро. Ќе те боли, сега ќе ти помине. Стој. Ева. Овој, капке. Ќе ставаш капке и да ти кажу, моја гаранција до утре вечер ќе ти помине ова. По колку капки да остава? Па ќе ставаш по 3 капке на 3 сата. Фала ти така многу, е. доктор. И ќе ставаш, ќе ти помине и не се секирај бе, не се секирај бе, што си се стужија толку по тебе, ти пукна десен капилар на десно око, па ти имаш и лево око, што толку се секираш бе, море. Пријатно. Ајде. Следам, кој е? Да, ајде, слободно. Добро вечер, Добро вечер, ајде. Какав е проблем? Што е работа? Докторе, многу ме чеше и левото и десното, како да имам некое воспаление, ми се чини ќе пукна ме. О, и ја мислу ќе пукну. Нема одмор за мене овој вечер, нема. Но докторе, многу ме чеше. Те чеше, а? Многу ме чеше. Чекај сега вака ќе видиме сега. Ово е раствор за дезинфекција. Значи, ово е раствор, ово су газе. Сега, ќе си ги однесеш овие дома и ќе намачкаш на очи. На свак 15 минути ќе мачкаш на очи од овој раствор со овие газе. И Добро. ќе ти помине, уште до сабајле ќе ти помине, ќе ти биде подобро. Значи, и слушаме сега добро. Шо? Значи, пред да ги чешаш очи, пере ги руки. Пере ги руки. Добро, Овој ти бе, од некоја инфекција си закачила ти инфекција. Значи, овој раствор, овие газички, Фала, докторе. хигиена, руке, Добро. сапунче, средство за дезинфекција и на руке може да ставиш. Ајде. Ајде, фала многу. Е, тако е. Пријатно. Пријатно. Ајде. Ајде. Добро вечер, докторе. Добро вечер, дечко. Да ти кажам, докторе, голема мака имам. Каква мака бе, дечко. Многу ме болат очите, докторе. А и што ме болат очите, него и глава многу ме боли. А па кога гледам телевизија, мислиш, ме сечеш со нож, докторе. Дечко, дај да видам малце. Тој ме гледа малку. А? Дечко. Ти си за диоптрiju. За диоптрiju, само ја не можу сега да ти дадам диоптрiju, тој ќе дојдеш са бајле. Зошто са бајле, бе, докторе? Па дај ставиме сега на тоа машината и дај определи ми диоптрија. Ја не можу да те ставам, бе. Ја не сум доктор, јас сум медицински брат тој. Доктор седи и држи смену до 3 сат. После 3 сат нема доктор тој. Ако сакаш доктор да ти определи диоптрiju, ќе си дојдеш од сабајле, ќе ти помогне. Доктор ќе ти услужи, ја не можу. Па ако не си доктор, што не прегледуваш? Па ја да помогну бе, Значи ја пак ќе ти повтору. Јас сум медицински брат тој. Доктор има до 3 сат. После 3 сат доктор си иде, јас сум тој главан, нема кој друг. Нема држава пари за дежурства на доктори да плати. И ја викам да помогну. Тоа е. Значи, ова е невидена работа и ја ќе се жалам, така да знаеш. Бе, дечко, што? Слушај се, овако е. Значи, сега кога ќе отидеш дома, не га пали телевизор и не га пали светло у темницу, ќе си поседиш, очи да одмориш малку, утре ќе дојдеш, доктор ќе те прегледа, диоптрiju ќе ти стави, подобро ќе ти биде. Ајде. Тако е. Значи и полека. Значи телевизор не га пали, кажа ти. Ајде. Следен има ли следен? Па нема следен. Чекај на Јагода да му се... Коде си бе, Јагодче? Кидемо ли на кебапи, а? Ке пиемо едно смедеревку, после куде мене дома. Добар ден, дали може кратка анкета? Може повели, дечко?
СДСМ нема да го поддржи предлог буџетот на владата за 2025 година и поднесоа над 200 амандмани. Дошла маца на вратаница, така порано му правеше ВМРО на СДС, сега СДСМ враќа. Знаеш што ќе ти кажам? Значи сега расправата ќе трае со денови, а ние ќе си гледаме циркусот од сабајле до вечер, од сега се радувам да ти кажам. Попова шапка се соочува со маки пред зимската сезона, нема пари, хотелите се во лоша состојба, неисплатени плати, проблеми со ски лифтовите. Ако да шо има везе, ќе си одиме на одмор у Боровец, у Банско, Сент Мориц. Еве, например, у проверени ќе ти кажам, маш ми рече дека ќе ме носи за Дубај и имам нови купачи. Разбираш? Јас не сум по скијањето. Американскиот генерал Весли Кларк ја доби титулата почесен граѓанин на општина Чаир. Што ќе кажете за ова? Тоа беше тој што го бомбардираше Белград? Токму така, да. Па на него му посакувам чаирска романтика. Што да му кажем, да. Мицковски побара од банкарите да не наплаќаат дополнителни трошоци на компаниите за кредитите од унгарските пари. Банкаре, душата ми ја изгоре. Види што ми стори, душата ме мори. Банкаре. Кој искочил на крај со банкар? Еве, јас ќе ти кажам еден личен пример и ова нека остане меѓу нас. Јас имав дечко, банкар, кој бев млада, нели, не сега, и он ме остави за една млада цуца. Така да у банкар и у политичар верба да немаш. Државата не вложува доволно во научно-истражувачката фела, велат научниците. Па колку пари, толку музико. А кај нас се потивко и потивко. Според премиерот, за да ја одржиме државата, потребна е ренесанса во економијата, нулта толеранција за криминалот и корупцијата, политичарите да се бават со политика, бизнисмените да се бават со бизнис и на тој начин во Македонија ќе се вратат илјадници македонци, рече премиерот. Па веќе се тргнати, бе, дечко, да ти кажам, брат ми од Мелбурн ја продаја куќата и купи 4 карти у еден правец. Навистина, се зезате? Нормално дека се зезам, бе, немам брат, имам сестра у Лисича живее. Ако Уставниот суд го чепне албанскиот јазик на плоштадите во Македонија, ќе има многу луѓе и ќе има дестабилизација на државата, рече Али Ахмети. Леле, брат, бе, фала што ми кажа, бе, ова е добар бизнис, бе. Каков бизнис? Фино лепо ќе продам семки, сончоглед, пуканки, топол чај за демонстратите и збогом сиромаштио! Во Берово нема чиста вода за пиење, во водата е пронајдена поголема количина на манган. Бе, битно е беровчани имаат чист воздух, квалитетно сирење, лута ракија. Шо дека ние у Скопје имаме чиста вода за пиење, која немаме чист воздух, ме разбираш? Вода ќе купиш у флаша, ме разбираш? Ај да те видам купи воздух. Извини, морам да идам, ме чека се една цуца. Опа, Казанова, а? Не бе, ми изработи една колешка, бе. Абе, 2 месеци ја викам, слушај, цуцо, ќе ти правам ова, ќе ти правам она, се што сакаш ќе ти правам. И после 2 месеци, ова ми пише, вика, ајде, дојди да ми направиш тоа што викаш, а? Ја рипам од радост, се радуем. И она вика, дојди, шпај за да ми искречиш. Молер ќе видите, а? Па да, бе, ваква банана не сум јадел у живот, да ти кажам. Па, ајде, аирлија работа. Ајде, да се враќа. Идната еврокомесарка за проширување Марта Кос очекува Македонија да го промени уставот. Премиерот смета дека ваквиот нејзин став бил за да ги добие гласовите на бугарските европратеници. Видеа ти Марта Итрица. Не, сега она ќе се пишмани и ќе застане на наша страна и ќе каже македонци одиме со одложено дејствие. Така ќе направи Марта. Види, нашиот народ сака басни да му раскажуваш, а мислам дека премиерот се поише и поише у фацата ми заличува на Езоп. Да. За загадувањето, господине, што ја кажете? Ракија и само ракија. Што ракија? Ракија. Има малце контрадикторни информации со загадувањето. Прво беше кажано дека годишно умираат по 5000 души од загадувањето, после тоа вика не 5000, 3500 умирале од загадување. Па имаше информација не излегувајте од дома, многу е загадено и после 2-3 дена нова информација вика ама загадувањето ви влегува и дома. И сега си викам што преку прозори, преку врата. И ја тогаш ми текна ракија. И си зијам ракија
си се мачкам по цело тело со ракија, правам гаргара, не мора да пиеш ракија, гаргара, и сите пием честички бегаат од мене. Како што бздите на ракија, господине, сите бегаат од вас, не само пием честичките. Точно, вие сте во право, еве и жена ми ме избрка од спална, ме вика смрдлјо еден, бегај од спална, ама она кашла, а ја не кашлам. Значи, уште еднаш сакам да прецизираме само една работа, не прскаат од озгора. Не прскаат. Не прскаат. Кој не прска? Западњаците не прскаат од озгора. И Трамп не прска. А, Трамп да не ми го дираш, молим те. Значи, од кога дојде на власт Трамп, биткоинто се качи на $93,000, а Dogecoin-то се зголеми за 150%. Вие имате криптовалути? Ниедна. Ама кумот мој има. Кумот мој, и сега ја користам оваа прилика, го поздравам кумот Шики и кумица Златица. Драги мои, само гаргара со ракија и немајте гајле и да живее Трамп! Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch natürlich? Natürlich. I am from Macedonia, North Macedonia. North Macedonia. Je m'appelle Eleonora. Je m'appelle Eleonora. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Што си се раскокодакала од сабајнера, мајко? Што е ова? Ако е събајле 12 сат, тогаш и јас сум кокошка што кокодака. Добро, не е битно колку е саат, него што ти е со јазиците тука? Збориш француски, германски, англиски, шпански, да не знам. Вежбам, смеј се, вежбам, чедо, Вежбаш, зашто вежбаш бе, за циркус? Не биде саркастичен како татко ти, за дипломатија вежбам. За дипломатија? Да. Ти за дипломатија? Не ли слушна на телевизија? Не сум слушал. Па испразнати се амбасадорски место у Вашингтон, у Женева, у Катар, у Казахстан, у Данска, у Ватикан. И шо? Ќе бидам амбасадорка, што и? Мислиш дека можеш ти да бидеш амбасадорка? И зашто да не може? Види каква сум згодна, фина, имам брендирана гардероба, знам јазици. Шо ми фали? Па добро, само не си ми ти баш за амбасадорка. Зашто да не сум за амбасадорка? Јас се разбирам и у геополитика. У геополитика, ти се разбираш у геополитика. Ајде, Се разбирам бе, пази се јавак. Леле, па се сме. Види се, Америка е најака, Кина трговски, економски растура. У Бразил има најбол кафе, така ли? Па така е, да. И сега, Гоца, ако ме праша кај сакам да одам, ти шо би сакал да избереш? Кај да идеме најбол? Па не знам бе што да кажам, бе. Казахстан ми е многу ладно. Катар па ми е многу топло. Америка далеку. Не знам, Швајцарија досадно. Албанија без везе. Данска многу средено. Некако Ватикан ми е најубаво. Ватикан и да си се молиме по цел ден за здравие на Македонија. Ватикан. Ватикан? Да. Ау, алалдата, и мене многу ми се засвиди кој рече Ватикан. Слушај, а и папата гарант ќе му се допадне мојата мусака. Не ли? Обавезно си. Шо прешма? Има нешто за ручек? Каков ручек бе, ја ќе одам у амбасадори. У Ватикан. Добра, ја да идам печено пиле да земам, да не останеме гладни, ај. Слушај, татко ти не го земе у Ватикан. Како? Нека скапе тука у Скопје, јас ќе си најдам таму некој италијанец. Сеньора Еленора, come state? Бене, леле, италијански сум знаела, алал да ми е, значи. Сега ќе се јавам на Гоца, нека чува едно место за мене. Јави се побрзо да не ти го земат местото, ајде јавуј се да Не се секирај, остај кромидот сега, чекај да долупам ово. Другарче, ти текнува ли на оној легендарен ТВ дуел меѓу Бранко и Љупчо? Тој. Шо му кажа тоаш Бранко на Љупчо? Дека овој бил зависен од апчиња. И сега Љупчо му одговори на тоа на Бранко дека Бранко бил зависен од виски и кокаин. После нив се редеа премиери, па дојде еден што зависеше од многу кеш и од барок.
Он на барок бе, се палеше ко пијаница на ракија бе. Него го наследи па еден што зависеше од ајвар и од лага. Он кој ќе отвореше вака широко очите, те гледа у очи и те лаже бе. Сегашниот лидер или водач што ни ја води државата, според опозицијата бил зависен од чашка. А лидерот па на опозицијата според власта бил зависен од бело. Демек се нашикал тоа у Дубај која беа со бившиот негов лидер. Сума сумарум да заклучиме, од независноста навака нас не водат зависници. Така што претпоставувам дека следниот наш водач ќе биде зависен од коцка. Само не дај Боже да не прокоцка. Нашиот народ за политичарите често знае да каже дека многу крадат. Абе луѓе, тие цело време работат за наше добро, а вие ги мајтапите кај ќе стигнете. Токму затоа ви поставивме едно прашање, чисто колку да видите дека не сте фер. Дали во животот некогаш сте украле нешто? Не, што да украдам? Например, кога сте биле мала и сливи да украдете, јаболчиња, било што? Да, не знам што беше тоа. Како вика Кавадарчани, они викаат за кајсијата, друг ше кажуваат. И како од Кавадарци е мајка ми, таму одевме деца, се собиравме и крадевме и кајси, и не знам што ова, она да. Цреша, мешаво, тоа нормална појава си е. Круше, нешто јаболчице. Нормално крадење. Ама тоа е нормално, детско крадење. Да, детско крадење. Детско, не детско, пак си е лева рака, десен джеп. Дали сум украла? Да. Да? Што? Па се не би кажала. Баш, ама повеќе може би као дете така нешто. Цреши, кај си. Да. И јас, господи. Не. У Славија сум работел 30 години на едно влакно немам земано. А како дете не сте украле кајсиичка, црешичка? А кајсиичка, да. Цешки, овамо, таму. Дечишта мали. Па и тоа е крадење. Ама деца. Деца? Па се. Сите ки ги папа меца? Крадевме, да. И цреши, кајси, и патлижани, и све што ги најдевме овошки, да, крадевме. Ама тоа не го сметате за крадење? Не, тоа не се смета. Цреснички е нормално тоа се. Мора да се онај. Како нормално одиш кај комшијата и Ајде со себе, ќе се качи, ќе земеш едно гранче и молим. дали во животот сте украле нешто? Па имам украдено нешто мало, незначајно. Мојот брат ме каже на татко ми, добив добар ќотек и повеќе од тогаш ништо, само честно. Пошто од поштеноста нема подобро. Можда е поскромно, добро, али мирно спиеш. Не очекуваш некој да ти ѕони. Дефинитивно сите како мали сме си подкраднувале. Да, тоа било невино, ама сепак е утуѓување на туѓото. Повеќето од нас престанале, а тие што влегле во медот, продолжиле. Веројатно многу е тешко да одолееш на искушението и да останеш чист како солза и доблесен граѓанин. Ова не важи само за политичарите, туку и за бизнисмените, новинарите, директорите, судиите, рекетарите, мафиите. Само да ве подсетам што вели капиталистичкото искуство. Под 1. Дури човек е жив, се е пари. Под 2. Добриот и будалата се браќа. Под 3. Земи се што животот ти нуди. Да заклучиме. Не е лесно да си човек. Ич не е лесно. Ама убаво е. Извини, една минута само дали имаш нешто да ти кажам? Имам проблем. Имам голем проблем со девојка ми. Кога и да одиме во некој трговски центар или голем бутик, ја снемува. Ми ја снемува, луѓе, ја да се свртам на една секунда, пуф, испарува девојчево. Не знам каде е. Не знам каде и мене ме фаќа паника, ја барам под дрво, под камен, и што е најтрагично, кога ќе пробам да ја најдам преку телефон, да ја свртам, нели, да се слушнеме кај си, што си, не го слуша телефонот, исклучен или е телефонот, значи и мене ме фаќа паника. Стрес е тоа, бе, луѓе. Стрес. Ама најдов решение.
Најдов решение и решението е многу едноставно. Само треба да се обратиш до најблиската згодна продавачка. И се приближуваш и што ми изустиш? Добар ден! Фуф, се појавува девојка ми. Жив! Што правиш ти тука? Значи, многу едноставно, само треба сензорот да го активираш. Ајде, друг пат ќе правиме муавет. На 21 ноември го славиме споменот за светиот архангел Михаил и останатите небесни и безтелесни сили. Од длабока древност, Божите ангели биле празнувани од луѓето, но тоа празнување често се претворало во обожување на ангелите, па некои во нив гледале богови, а други ги сметале за создатели на сиот видлив свет. Според христијанското учење, има 9 ангелски чинови. Серафими, херувими, престоли, господства, сили, власти, начала, архангели и ангели. Војвода на целата ангелска војска е архистратигот Михаил. Кога сатаната, тоест Луцифер, отпаднал од Бога и со себе повлекол во пропаст еден дел од ангелите, тогаш Михаил станал и возвикнал пред неотпаднатите ангели: да внимаваме, да застанеме добро, да стоиме со страв. Во тој миг, сите небесни војски на верните Божји ангели громко запеале: свет, свет, свет е Господ Саваот, да се исполнат небото и земјата со славата Твоја. Ангелите се создадени од Бога, обдарени се со сила, ум, волја и се далеку посовршени од човекот. Меѓу нив владее едномислие, еднодушност, љубов и потполна послушност на пониските чинови кон повисоките и на сите заедно кон светата Божја волја. Инаку самото име ангел значи вестител, служител, а во тоа се состои и мисијата на безтелесните сили. Имено ангелите го објавиле Христовото воскресение. Постојано им помагале и ги крепеле апостолите, светителите, мачениците. Да не заборавиме, ангели се јавили на Пресветата Богородица и рекол дека ќе роди Син Божи и така натаму и така натаму. Секој народ и секој христијанин си имаат свој ангел-пазител. Треба да знаеме дека што и да правиме, јавно или тајно, го правиме во присуство на својот ангел-чувар, нашиот застапник пред Создателот на сите и на се. За многу години. Не се важни годините во твојот живот, туку животот во твоите години. Пријатно. Пријатно.